Здраво на сите! Добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Моја денешна соговорник е Симона Спировска, актерка во Театар за деца и млади во Скопје и основач на Артопија. Добре дојде, Симонче. Чекај. Добро те најдам. Добре дојде во интернет просторот. Да, добро се најдовме. Една од основачите на Артопија, всушност, не сум за... Да, тоа и ќе се коригирам искрено во моментов. Имам трема, морам да признам. И јас. Ама супер, да. Да. Ти благодарам многу што ја прифати поканата да ги споделиш своите размислувања, ставови и доживувања за театарот и се надевам дека твоите размислувања всушност ќе допринесат до развојот, понатамошниот развој на театарот. Дека ова ќе биде еден вид платформа на која што сите уметници и професори ќе може да ги кажат своите размислувања. Ти благодарам. Да, би било супер, да имаме можност за една ваква соработка на ова ниво, за да видиме, за да преиспитаме се што сме правеле до сега и да видиме каде треба тоа да се развие. Така. Првото прашање со кое што би сакала да го започнам овој разговор е што значи да се биде актер, театарски актер во време на пандемија, како го доживеа прекинот на работа на театрите и како ти мина првите полициски часови? Значи, да речеме дека на почетокот на пандемијата, кога пред да се затвори Италија и пред да престане работата во нашите театри, јас играв представи во Јужна Италија. И се вратив непосредно пред затварање на границите. Значи, таму се вратив од турнеја кратка, стигнав тука, изиграв 2-3 представи, се јавив според насоките од кризниот штаб, се јавив да прашам дали треба да се тестирам, зашто сум вратена од ризична земја со висок ризик и такви ствари. И престанавме да играме. Престанавме да имаме проби, со надеж дека тоа многу кратко. Имаме технички проблем. Жал, нашата надеж не се исполнија. Сега е во ред. Супер. Сега е во ред. Океј. Ме бех укочена скроси со звуки, со слика или само со слика? Како малку како робот се слушаше. Како робот се слуша, добро, да. Значи се вратив во Италија непосредно пред затварање на границите, изиграв неколку представи, се јавив да прашам дали треба да се тестирам или не треба да се тестирам, зашто се враќам од земја со висок ризик. Ми рекоа дека не треба да се тестирам, заради тоа што не сум престојувала во Северна Италија, туку сум престојувала и сум патувала низ Јужна Италија, тогаш во Јужна Италија се уште немаше ништо. И, како што веќе кажав, имав уште неколку проби, изиграв неколку представи и се затворија театрите. Односно, некако како културата да се чинеше и културните настани да се чинеа најризични за брзото ширење на пандемијата. Верувам, не само што верувам, гледам дека се соочуваме со смртоносна болест, која многу тешко се контролира, бидејќи се уште веројатно не знаат ни медицинските лица со што до крај се соочуваме и затоа и препораките се менуваат од ден во ден, букнуваат нови жаришта секојдневно. Но и покрај тоа, некако, знаејќи го и тоа, еден уметник се надева дека ќе може да се реализира некако. Знаеш, нашата реализација, за разлика од професионалната реализација на другите уметници, да речеме музичарите, на сликарите, е во тесна релација со публиката, со живата публика, со вистинското присуство. Така што ми беше... Прво мислев дека многу кратко ќе трае, како што веќе реков, а после бев лута, имав период во кој што сум лута и бев лута зашто немав кому да бидам лута. Зашто не е ова конкретен човек, конкретен настан, заради кој што ти против кој што можеш да се бориш, да се бунтуваш, па да видиме до кај ќе стигнеме. И таква ситуацијата.
Така. На некој начин, поради новонастанатата ситуација, сите професии се префрлија на интернет платформите и почнаа да се реализираат преку овие Zoom, вебинари и слично. Како, дали е возможно да се префрли театарската уметност на овие медиуми според тебе? Со оглед на тоа дека видовме дека се создаваат представи, па од друга страна актерите се приморани да работат од дома, да го представат својот приватен, да го претворат својот приватен простор во работен простор. Кои се твоите размислувања за оваа тематика? Ми се чини дека некако сите си го претворивме приватниот простор во работен простор. Нешто во нормални услови мене ми се случувало да немам време за приватен простор, односно за приватно време. Зашто не се жалам, патем. Тогаш ми е мене достасува приватниот простор, ама тоа кога треба да бирам ќе го изберам тоа наспроти денешната ситуација. Сега, одеднаш заради тоа што немавме ние, бидејќи немавме разлика во простори, немавме разлика ни во време, немавме разлика ни во обврски, односно приватниот простор некако стана работен простор, зашто јас и кога не играм, мислам, дали препрочитувам текст што мислам дека треба да го работам, дали препрочитувам текст што мислам дека недоволно сум го сработила, па нешто или нешто ново ми се родило, дали препрочитувам теоретски книги за театарот, без разлика, некако како бараме, во последно време барам исто така излези и начини за финансирање, особено на приватни, на независните здруженија. Тоа подразбира пишување проекти, истражување, што исто така тежното во оваа ситуација. Сега, така што некако многу чудно, ама приватниот простор стана професионален и обратно. Сега веќе нема приватен и професионален простор, сега е исто. Така. А за префрлање на театарот онлайн, например, мене ми е омилена снимка од театарска представа, да речеме, снимката, односно представата Мртва класа на Кантор. Тоа сум го гледала само снимено. И секогаш кога го гледам снимено, мислам како ќе ми биде кога ќе го гледам во живо. Веројатно нема да биде, пошто нема да биде, нема да се случи да гледам во живо. А секогаш постои копнежот за тоа што го прави театарскиот чин вистински. Односно присуството на изведувачот и на гледачот во исто време на исто место. Не само што тоа не е празна теорија што ние сме учеле на факултет дека единствениот услов за да има театар е еден изведувач и еден гледач. Не е заради формата на тоа, туку е заради енергијата другиот му ја дава. Така што не мислам дека сега треба да решиме дека ете ние пандемија, па нема што да работиме, па еве во вие некој вика дека тоа па за нив па не е ни театар, па и ништо не треба да правиме. Напротив, треба да почнеме да ги истражуваме формите, секој во својот домен и секој според својот интерес. Ова е мој. Значи, јас повеќе сакам да изведувам пред публика, пред еден гледач, отколку пред некои луѓе што во моментот не ги гледам, ничие присуство можам да го осетам. А како публика ги доживуваш овие проекти? Мислам, свесни сме дека театриве со цел да го одржат контактот со публиката, започна отвори архивите, започна прикажување на веќе одиграни представи, како што речем во живо, ги почна да ги прикажуваат онлайн, или се создадоа проекти како што е тој и таа или илузии, кои што се создадени во овој период, почитувајќи ги сите протоколи. Како ги доживуваш како публика? Како публика, несомнено е дека има некаква перформативност, сега зборувам за овие што се створија во период. Несомнено е дека има некаква перформативност во тие чинови, затоа ја повеќе би ги нарекла некакви онлайн перформанси, кои што се од дадените услови. И исто така сметам дека
како што е неодговорно да не носам маска на улица, Така. исто е неодговорно во театарска смисла да го игнорирам времето во кое што живеам. Така. Односно, контекстот кој што сега го живееме. За овие снимените представи што се репризираат, јас имам голем проблем со тоа, заради тоа што кај нас не е пракса да се снимаат представите како што треба да бидат снимани. Туку тоа се подразбира поставување на една камера што цело време ја опфаќа целата сцена, заради тоа не можеш да ги видиш чувствата на глумците, значи не може до тебе ни да допрат, зашто не сте физички во ист простор чувствата на глумците, а ти не можеш да го видиш изразот на лицето, па да си предпоставиш што тој би почувствувал во дадениот момент. Така што немаме ние таква пракса на раскадрирано снимање на представите во соработка со режисерот на представата, за да се раскаже линијата, за да се раскажат линиите на ликовите. Дури кога би го имале тоа, веројатно јас и тогаш би се прашувала како за мртва класа, како би ми било кога би ја гледала во живо. Сепак мислам дека тоа одзема сериозен дел од квалитетот на представата и од квалитетот на изведбата. Кои се твоите планови како актерка и како една од основачите на Артопија? Кои се плановите на Артопија? Доколку оваа ситуација продолжи и доколку овие мерки за предпазливост продолжат во некој неодогледан период? Хипотетички искрено се надевам дека тоа нема да биде така, но ете хипотетички ако размислуваме. Каде ќе се развива театарот, во која насока? Во поглед на надежда кој ќе како повторно имам технички проблем и не да повторно имаше малка грешка, да. Добри сме? Да. Во поглед на надеждите, јас и уште се надевам, на почетокот малку повеќе се надевав и се слушав со моите другари и колеги од Италија и ми вика, не Симоне, ќе се видиме во јануари 2021. Ја им викав, не, како, види кај нас си е добро, они вика, не. Најрано јануари 2021. И предпоставувам дека, за жал, веројатно на затворено, реално е дека тогаш ќе почне да се видат представите. Меѓутоа, може да искористиме протоколите за кои што се избори организаторите на концерти на музички настани, и во согласно со нив да организираме гледање представи на отворено, како што се организира гледање кино на отворено. Се тоа подразбира дека веројатно ќе треба да се тоа бара дополнителен влог на целата екипа за веќе направените представи. Зашто за мене волно да ми се одделат глумците, се да некој ново измислен мизансцен, они само се одвојуваат на по 2 метри, стојат и си фрлаат текст. Веројатно треба да се најдат некои нови контексти на представите што веќе ги имаме. Така што јас и како актерка и како дел од Артопија и како дел од театарот за деца и младинци, мислам дека треба да се насочиме кон решенијата кои не се секогаш најлесни и најдостапни, ама се најмногу во согласност со духот на театарот и основите на театарот. Мислам дека баш ова време може тоа да ни го понуди. Вака да си ги разписаме главите, да речеме чекајте малце што направивме до сега. Дали стварно представи што зборуваат за своето време? Дали стварно ги почитуваме на уметничките норми што се веќе поставени и општествената одговорност на театарот дали ја почитуваме? Мислам дека сега е одлично време. Така. Иако го начна да некаде и моето следно прашање како одговор, која е улогата, значењето и функцијата на театарот во ова општество, во овие услови? Ова прашање, да, сите им дава една тежина. Јас сум сеќна што мене не ми е поставено. Во сите услови секогаш театарот има задача не само да укажува, односно да ги потенцира проблемите со одсликување, знаеш што, Шекспировото и Брехтовото. Да биде огледало или да биде чекан. Мислам дека треба да биде двете. Мора да биде огледало за да биде чекан, да ги огледа недостатоците на времето во кое што
ствараме и после да го обликуваме времето. Односно да дадеме пример како треба да биде, какво би било според нас. Ама тоа мора да се темели на прво некаков огледален одраз на расипаното општество што живееме, на етиката што не постои, на емпатијата што е сега емпатијата е во ова време доведена на најниско ниво и мислам дека е сериозно загрозена и театарот треба да укаже на тоа. Дека да, ние се бориме со пандемија и одеднаш станавме искрено мислев дека така имајќи малку искуство од претходните години, мислев дека никако ова ќе не направи поемпатични, да речам, и солидарни. И тоа ода во првиот момент кога се врати женичката со автобус од Италија. Не зборувам за докторката што била на скијање, зборувам за женичката што била 2 недели болна во Италија и што со комбе се врати и по пат не зарази никој. И кога ќе ми текне на коментарите за тоа, ми се справа коса. И мислам дека театарот служи за да баш заради тоа, баш за да ги лоцира и некако потоа да се обиде да ги исправи недостатоците на општеството и на човештвото. Во сите време, во пандемија, без пандемија и секогаш. Како би действувале Да, сега не се ограничени можно. Така. Ајде, извини. Да, ништо, извините, бидејќи доцни тонот, мислев дека заврши. Еве со ова се соочува театарскиот актер во овој момент. Сега, следното прашање беше како би действувале големите уметници од минатото, дали се тоа театарски актери, режисери, кои што те инспирирале и мотивирале во твојот развој, влијаеле на твојот развој како актер, денес, во овие услови на пандемија, на технички можности, технички пречки, технички дистракции. Како тие би действувале, што би правеле тие големи театарски имиња на кои што ние им се восхитуваме од ова време? Мислам дека барем овие на кои што се восхитувам, мислам дека во оваа ситуација би инсистирале да ги одржат основните театарски начала и заради тоа, заедно со своите трупи, другари, истомисленици, веројатно би се повлекле во некое планинско изолирано село, каде што би можеле да творат, да прават представи, проби за контекстот и времето во кое што живеат, односно живееме, и потоа би ги играле тие представи, односно перформанси, односно како сакаме можеме да ги наречеме. Пред на отворено, за публика секако, со почитување на мерките секако, зашто и тоа е одговорност, и тоа подразбира одговорност. Така. Ама мислам дека би го посветиле времето на тоа, на творење. Така. Ова беше и на барање и на навраќање на корените, на посетување на тоа. Така. Ти благодарам, Симона, ова беше и последното прашање за овој разговор, но оставам простор доколку моите прашања не ги опфатија сите твои размислувања и ставови за театарот во изминатиот период и во периодот кој што следи, да се доискажеш или пак да испратиш една порака до пост-пандемскиот актер, можеби, доколку чувствуваш потреба, се разбира. До постпандемскиот актер да се подготви и да секогаш да биде подготвен на тоа дека некои од условите за работа ќе му бидат одземени заради нешто и да знае како тоа да го надомести. Да не биде затечен, зашто ние бевме затечени. Не само во нашата сфера, не само во културата. Пандемијата само ги потенцираше сите недостатоци на времето што го живееме. Ние затоа бевме неподготвени. Така што да, тоа мислам дека опфативме се, не знам, можеби делувам сигурна во ова што го зборувам, ама имам еден куп прашања и недоумици и тие прашања, знаеш како, тама мислам дека сум одговорила едно, до утре имам уште 200, што е супер, што е многу театарски, што се надевам дека еден ден многу ќе ми се најде. Ама
Исто така би сакала и покрај тоа што имаме различни погледи на театарот и на перформативноста и на тоа што значи театар за мене, дали може да биде онлайн или не може да биде онлайн, мораме да правиме baby steps со поглед на барање на новите форми, низ кои што ќе можеме да се реализираме денес. Така што тоа е тоа. Мислам дека треба да продолжиме да бараме. Да не ограничуваат нашите размисли и ставови, треба само да ни помогнат да идеме понатаму, а не да не ограничуваат и да не знаеме што да правиме. Така. Благодарам многу, Симона, што ја прифати поканата и што толку исцрпно одговори на сите мои прашања. Благодарам уште еднаш. Ала ти дајте на поканата. Чао. Ти посакувам убав ден. Чао.